Господин Фортомар, од каде потекнувате? Знам по семејната лоза дека сте охриѓани, но знам дека има една специфика околу вашето презиме. Можете ли збор два да ни кажете за тоа, од каде тоа Фортомарови или Фортомаровци во Охрид? Добре дојдовте, фала на посетата. Веднаш да кажам дека тоа е стара лоза фамилијата Фортомарови, кои по истражувањата, по трагањата по корените, по се изгледа дека многу далечните предци, уште во 16 век изгледа, дошле од егејскиот дел. И то да работат на занаетот ортоми, бидејќи се барале тој артикал овде за рибарите, за рибарењето. Фортомарови овде имало порано многу фамилии, нажалост сега остана уште нашата, а прочуена е фамилијата на Боро Фортомар, бродовласник кој беше на прв бродовласник на Охридското езеро. И како дете ја сум поминал крај брегот на езерото, крај кајчињата. Некогаш среќно детство сме имале, весело, убаво, но покасно почнаа кризите и фамилиарните прилики почнаа да отежнуваат. Прочитав во вашата биографија, родени сте 1933-та, овдека во Охрид, но веднаш сте живееле во Скопје. Зошто? Како тоа се случило? Уобичаено се случи татко ми да се вработат во Скопје, во санитетското складиште, во Вардарска бановина Скопје. Тоа беше некоја привилегија на мојата фамилија, на татко ми, и тоа привилегија од министерот финансиски на тогашната Југославија, уште негде 35-та година, 1935 година. Убавата мома братучеда наша од Боро Фортомар, сестра му, се омажи за министерот за финанси тогаш и замина ја во Белград. Тој министер беше Кирковиќ. Кога остана мојот татко без работа, по ургенција на прачедата Христула, жената на Кирковиќ, и го поставија за главниот санитетски снабдувач за цела Вардарска бановина, односно денешна Македонија. Се сеќавате ли вие на тој период во Скопје како мали или бледна тие сеќавања во животот? Секако дека многу убаво се сеќавам. Како заминував и со болка и тага се оделував од Охрид и од езерото. Таму се осеќав некако скучен мал и во улицата само. Еднаш, како дете, во соседите се качија моите соседи тамо со убава кола и да одат на изглед. Како дете, јас без да размислувам, се качив одзаду некоја продолжена, некој браник имаш. Се качив без да ме видат тие и заутав. Некаде ме носеја. И едно другаче исто така беше. Се качи. Се исплаши тоа дека далеко одиме, се фрли, падна на нос. Јас исплашен од тоа, не се фрлив. Еден сообраќаец му даде знак на возачот да застани, и шом застана возачот, и јас скокнав и избегав, и едва стигнав во својот дом во Скопје, во тогаш за мене голем град. Колку време останавте во Скопје? Се сеќавате ли кога се вративте во Охрид? Подолги години останавме во Скопје, дури и 7 години направив во Скопје, и кога фати војната, татко ми како санитет беше мобилизиран, а фамилијата цела наша се вративме овдека во Охрид.
Единец по семејството сте? Не сум единец. Јас имав и брат, поголем 2 години. Тој беше фотограф, кој фотографираше многу убави работи и добро заработуваше. И на 21 година со спечелените пари отиде Загреб да купува фотоматеријали. Тоа го стори во таа година. Јас бев есенно време во учителска школа Битола и низ Југославија бевме. Чекавме Белград да се ослободи коловозот, доаѓајќи воз од Скопје, и ние вечерта да заниминиме да се враќаме во Скопје, Битола, во учителската школа. И наеднаш некој ми викна по мене: Коста, Коста, што е, му вика? Тој вели: брат ти те барат. Каде? Еве го овдека. Одам натака и се сретнав. Тоа беше последна средба со мојот брат. Кај одиш, му велам? Рече: одам Загреб да купам фотоматеријали и за една недела најдоцна се враќам во Битола и ми даде нешто џепарец и возот свирна, јас истрчав, се качив на возот и тој замина. Тоа беше последна средба со мојот брат во Белград, кој, враќајќи се од Загреб-Белград, се качил на авион, есенно време, олуја фатило и авионот за 5 минути пред да стигне во Скопје, на качане, паѓат авионот и тоа беше крај. Тоа не снајде голема несреќа. Да вратам сепак во детството, ова е трагичен настан за кој што сигурно, за жал, многу долго ќе се сеќавате во целиот ваш живот. Како беше вашето детство во Охрид, повраќањето? Го поминавте овдека во оваа мала и кои беа првите другари и пријатели? Каде започнавте основно образование? Основно образование започнав уште во Скопје. Тамо учев во прво оделение на српски јазик. И кога фати војната, недовршено уште прво оделение, се вративме назад во Охрид. И овде продолжив прво да учам, меѓутоа и овде се затворија училиштата од војната, така да ние не добивме свидетелство за прво оделение. Само одма наредната година дојдоа бугарската окупација и не префрлија одма во второ оделение на бугарски јазик. И така испадна во основното образование на 3 наставни јазици да учиме. Прво српски, после бугарски и после 46 година почнавме на македонски јазик да учиме. Пријателите, другарите од детството ги имате ли ден денеска? Со кого го почнавте дружењето во Охрид, овдека во вашето мало? Многу интересно детство има. Паметам многу убаво како беше и во војната, меѓутоа нас многу не загрижуваше. Фрчеја и авиони, јата авиони преку езерово одеа, се враќаја. Ние си се капевме. Мали деца, кој ќе дојдеше, дојдеше. Се сеќавам, имаше 3 тешки митралези пред пристанишчето од германците. И некогаш кога ќе дојдеа, имаше една партизанска тројка авиони на брзина, со голема брзина доаѓа, ќе изфрлеа бомби по крај брегов и ќе исчезнаја одма. Меѓутоа и од тоа ние не се исплашивме многу. Паметам тоа и после ослободувањето. Влегоја партизаните овде, ги дочекувавме, со ними се ракувавме. Ни беше мило како партизански наши единици. Затоа на некој ќе му побаравме капата, ние да ја ставиме. Шо сака им помогнувавме и ни кажаа еднаш дека ние
ке мораме да се повлечиме сега, ама пак ке дојдеме и вистина тоа се случуваше. И спаметам и тоа кога на 7 ноември се ослободуваше и Охрид со тешки борби од сиве страни. Партизаните напаѓаја, нарочито од Петрино, од источната страна. Од северната страна имаше други партизански единици кои беа послабо наоружени и само со извици ура држеа фронт. Нажалост, мораа да се повлечат германците и од Охрид и при тоа заробиле еден партизан. И го донесоја во црква Свети Богородица, болничка. И пред да заминат, охријани тука гледале, чинеле, трепереле, од ужас го донесле сега кај што беше старата библиотека, на крајот, и 2-3 само лишанале, испукале и тој паднал во вода. А инаку, при ослободувањето на Охрид имаше 20 жртви дадено за слободата на Охрид. Портомарови, рековте за нивното потекло, но историјата ќе остане, може би во историјата запишано, дека тие имале уште тогаш сенс, смисла или слух за науката воопшто. Што она што би го оставиле како наследство, гледам 2 книжки кои ги имате во вашите раце? Моето семејство биле склонни кон наука, кон книгата. И јас можев да изнајдам оставнини од моите стари предци, ретки книги. Едно од нив е Огледало од Натанаил Кучевишки. Ова дело е од 1844 година. Печатена во Москва. Ова дело нигде го немаше во Македонија. Во разговор со писателот Гане Тодоровски рече, ова е голема реткост. Ние во Македонија ова го немаме, рече. Дали можеш, рече, да ми го фотокопираш и да напишеш една тема факултетска за ова дело. Јас му обичав дека тоа ќе го сторам и највредно нешто е што Натанаил Кучевишки, ова е владика кој дошол 1874 година во Охрид, прв македонски владика, и кој бил пречекан овдека најсвечено, со голем народен собир. Тој Натанаил Кучевишки во своево дело Огледало интересен има предговор, кој бара од сите словенски народи минимум да се признае и да се воведе македонскиот јазик, што е можно. Меѓутоа, останатите братски словенски народи не се сложувале ништо македонски поединости од јазикот да не влезат тука. Инаку ова е еден вид богослужбена книга со псалми и друго. Меѓутоа, Гане Тодоровски рече дека тоа е многу ретка книга и единствена во Македонија. Имате уште нешто ретко? Има и уште една интересна стара книга. Ова е од 1852 година. Пишувана е напоредно грчки и црквено-словенски. Инаку насловот е една христоматија.
Христоматија е. Христоматија е, тоа е книжевност, еден вид некогаш. Такви поединости има и лексикони има. Такви поединости има од теорија на литературата, кој што јас се запрепастив дека тоа уште од тоа време го имало и опишувал. Авторот се знае кој, се знае, пишува овде. Неофит. Изгледа овај бил свештено лице во Рилскиот манастир. Неофит Рилски, да. Тоа јас не знам дали друго место ова книга може да се најде. Можете ли да предпоставите како дошла во рацете на вашите предци и како се предавало од колено во колено? Па јас реков дека има корени ова моја фамилија, кое што мојот стрико, мојот чичко, бил учител, а исто така и моите тетки, сестрите на мојот чичко, биле многу интелигентни и учени службеници били. Овој мојот Петар Фотомаров, чичкото, учител бил. Вистина сираци биле тие, но и генот, интелектот во нив бил и тие добивале книги за школување. Можам да речам дека моите стари биле многу поврзани со интелигенцијата. Јас можам да ве зачудам тоа дека покојната баба Елисавета, која што уште во Турското била живеела, и оние преврати сите војни, ги преживеа, дури во 46-та година почина за време на ослободувањето на 20 години може. Иако таа многу сиромашка и морала со ткаење, разбој да ги гледа 4 сираци, дошле савевци уште во привирањата, уште во турското време, да ја врбуват и да ги пуштит децата во српска школа. Обеќавајќи дека ќе ги поддржат материјално и морално, а и со книги. Па јас мислам дека од нивно време се овие книги. Од нивно време се овие книги, кои што му ги давале да учат. Меѓутоа, старата покојна Елисавета и го паметува и турското робство, а преживее 90 години, се ослона на српската пропаганда. Така обстојувале луѓе. Пропагандите биле горе. Некогаш грчка пропаганда, потоа била бугарската пропаганда, која била најсилна, во Варошов нарочито, а исто во Варошов имало и српска пропаганда. Елисавета баба ми паднала во српската пропаганда, во српската школа, а незиниот прв братучет бил Протогеров генерал бугарски, кој се сукобил. Уште превирањата на турски кога биле пред 12-та година, дошол Протогеров овде и почнал да анализира политичката ситуација. Дошол во Канто, Долна Порта, Чорбаци, во една кафана. Дошол тука и собрал одборот, што бил политички, и ги прашал како е работата, ситуацијата во Варошот, во Охрид. Тие му рекле, не е уба. Многу варошани
Има варошани кои што преминаа во српската школа и српската пропаганда. Како е? Кој тој? Прво Вета Фортомарова му рекли брчедати. Тој се удрил по глава. Како може тоа? Брзо викнете ми ја Елисавета Фортомарова, брачедата, јас да ја покажам нејзи. Дошол овде Протугер и рекол, Вето, брзо, ајде, дојди во локантото кај Чорвевци, дојде ние брачет ти од Софија Протугеров. Рекла таа не треснати еден. Шо му текнало, пак во локантото да ме викат. Нека дојдите во своја куќа, како овде нека дојдете. Не, ми рече тамо да одиш. Добро да одам, рекла старата. Та градски бој убаво се облекла, се ципа имала староградска носија, секој стара жена имала и практична, изврсна охридска облека. Вистина црна, меѓутоа за стари жени прилег. И на својот најголем син Петар рекла, облечи се и ти ќе дојдиш со мене, срамота е во кафана, сама жена да одите. Вклучително, јас многу убави работи паметам наизини, може ли и тука генот. Та отворено велеше, кој да дојде, вистина беше србоманка, меѓутоа и од тоа го велеше. Деца, едно да знаете, кој да дојде за нас, езерено мет и млеко да биде за нас, лажица не ќе има. И стрико ми Петар облекол српска униформа од школа што му дале. И става мајка му, Елисавета, одат во локантото, кафаната кај Чорбевци. Излегли тамо старата со синот, и кога видел, пак се удрил по глава Протугеров. И шо е Вето, рекол, вака, откаде ти ова на внучево српска униформа? Старава му рекла, кај шо ми дадеа помош, тамо отидов. Така рекол. И веднаш Протугеров го зел столот, го кренал и по началникот на комитетот да го удри по глава. Ексцес настанал. Некој одзаду на Протугеров му го фатил столот. И така ти, значи, се посрби, рекол. Не, рекол. Јас сум македонка, ама кој ми даде помош, со него сум. И така, децата, интелигентни, завршиле школа, кој да дојде и понатака се школувале и стрикоми постанал учител. Вистина не бил во Охрид, меѓутоа бил во Струга учител, бил во Струмница, а ќерките на баба ми биле службенички секаде, нарочито кога била стара Југославија. Ако ќе дојделе бугарите, надбор. И она погрешно е што велат дека варошани се вакви, такви или ваква политика. Имало и тогаш мешани и пропагандите работале многу. Така обстојувале, немале нарочито варошани, немале екзистенција, немале големи поседи некои од кои ќе можат да преживеат. То голема беда бил. Не можеме ние да ги сватиме. Па дури, искрено да ти речам, многу млади и денеска средошколци не може да го сватат Парличев. Не може да го сватат Парличев, да го сварат просто. И јас која ќе му кажам, објаснам што и како се е било и обстанокот кај бил и што бил,
Малку ќе се позамислат и некои ќе сватат, некои не ќе речат. Не, ќе речат. Таков бил македонскиот живот. Детските игри, значи, сепак минува, иако беше војна, вие рековте, за децата нема војна, војната впојна кои очи ја гледавте и така натаму. Но кои беа оние пријателите кои до денеска можеби се сеќавате на тие детски лудори и со кои најчесто дружевте? Луѓе по име. Се сеќавате ли можеби на вашето детство? Дали ги гледате тие луѓе денеска, дали се уште сме меѓу живите, ги имали? Како и сите деца, така и ние имавме многу големо друштво. Нажалост, некои од тие се починати, некои се живи. Имавме еден другар, како водач не беше, тоа беше Ставре Чапаковски од Табана. Меѓутоа, нажалост, почина уште многу млад, разболувајќи се од туберкулоза, тога немаше лекарства. И покрај сите настојувања и лекувања не помогнаа. Исто така во наше друштво беше стоматологот Перо Митрев. Тој почина, ми се чини, пред 3-4 години, така не знам точно. Почина брат ми, поправо загина во авионска несреќа. Во другарите беше Веско Малезановски, сега пензионер, правник, Лупчо Боев, жив е тој, овде во стариот дел живее, Стојан Јанески, починатие, а исто така во групата наша малска, јас повеќе во Табаната се дружив, е Иван Паунчев, кој исто е така автор и доста пишуваат, и то на охридски говор, имат доста дела објаве во центарот му е куќата. Тоа бе малски другари. Имаше еден другар, Ѓоко Јаманди, и тој така тешко се разболе, замина во странство и се ожена за швеđанка. Тие направија куќа во врскана населба Лагадин и уште стои тука. Школски другари имав доста, например, Крстес Пространов, школски другар, потоа Драги Поп Стефанија, школски другар, Драги Рауник, еве, тој тука и сосед. Владо Симонче, архитект, ми беше школски другар. Меѓутоа јас после заминав во учителската школа во Битола и така тамо во учителската школа другари од цела Битолска, Прилепска, Крушевска околија, Демхисарска, од Струга, од секаде најдовме другари. Како дојде до тоа да запишете педагошка виша во Битола? Што сонувавте во детството? Дали имавте некоја веќе предопределба што би сакале да бидете кога ќе пораснете? Обично сите ние сонуваме за некоја своја професија. Ви се оствари ли сон од вас? Секако дека сонот ми се оствари, кој дури и не верував. Не верував дека ова нешто ќе го постигна. Меѓутоа, со труд и залагање се можело да се постигне. Јас не верував дека некојаш е вака некој дела ќе напишем, кој, еве, например, за последново дело, Пролетта на Живко Чинго, ќе дојдат луѓе од Скопје и ме барат. Кај можеме да го најдеме Коста Фортомар, ке речем. И да се интересират за делото на Живко Чинго. А инаку, ние со Живко Чинго, тој е нешто помал за 2 години. Меѓутоа, како во струката, кога влеговме на работа, се запознавме добро со Живко Чинго. И така, читајќи ги неговите дела, неговите раскази во списанија, разговори,
Како да ми даде волја и јас нешто да почнам, меѓутоа во тоа социјалистичко време не можеше да се пробијат и да издасе, не можеше секој да издаде книга, никако не може. Долги процедури и привилегии не се даваше секој и све да се печа. Тоа е некаде скриено во вашето срце, токму пишувањето како дете? Рековте дека и не верувавте дека ќе го постигнете сето ова. Имаш ли можеби некоја жичка која што ја водеше дека еден ден ќе бидете ова? Секако дека има. Јас сретнав уште како дете на големи раскажувачи. Почнувајќи од моите многу стари предци, имаја талент за прикажување. Исто така и во соседството имаше еден многу добар човек кој ќе седнеше да ни раскажува приказни, занимливи, толку бидуваат, а тој беше многу прошетан човек ни свет. Знаеше и грчки, и румански, и се. Мудар човек. Не само тоа, туку јас сретнав многу други раскажувачи кои што ме понесоја просто. И добив некој животен порив. Се сретнав и со колегата Перо Каневче, покоен, кој стануваше до самата куќа на Парличеви. Тој знаеше од неговите предци многу поединости, кои ми ги прикажа. И тоа беше повод јас да ја напишам книгата Парличев горд самија. Некои неверојатни работи прикажуваше покојниот колега Перо Каневче, професор инако. Завршивте педагошка виша, се вративте во Охрид, првото вработување во Братство единство или? Првото вработување бев референт за култура во општина и посетував историските споменици, записници правев до каде се, што се. И забележав во записниците дека тие се уриват, не стануват, и ако продолжат вака запише во записниците дека кулите ќе исчезнат, самиловите крепости ќе исчезнат, запише. Меѓутоа, се случи на сменаа околностите и тие вирнеа уште поубаво. Уште поубаво, кој што јас се радувам на тоа. Па отприлика бев една година толку референт за култура и ме замолија да одам прво Кичево како професор, меѓутоа јас дома бев сам со мајка ми само и одлучив да отидам овде на работа. И од референт за култура при општината ме повикаја на работа во вечерна гимназија за возрастни. Тамо работавме, професорот Маленко биологија предаваше, па Перо Каневче географија, Симон Скендер предаваше други предмети, економики, некој социологија. Помина и тоа од вечерната гимназија. Тамо беше во училиште во Братство, се укина вечерната гимназија за возрастни и директорот на Братство единство ме замоли, бидејќи Мили Волкановски, покојниот наставник по македонски, си замина во Григор Парличев како директор и ме замоли директорот Хусеин Неџбедин да одам во Братство, во основното училище и тамо да предавам македонски. И тамо веќе останав цел работен век. До пензионирање. До пензионирање тамо останав. Коста Портобар семејно. Кога, каде и како се запознавте со вашата сопруга, од која чинам дека имате 2 дета, син и ќерка, така? Да. Дружејќи се со другари, шетајќи, тие другарите од учителска школа доаѓаја
кај мене овде во лето. Во празници јас ке појдев Битола, Прилеп и едно друго. И така во Прилеп се запознав со денешната сопруга и тамо била среќата и се оженав за Марија, која шо, еве, со нејзе имаме син, ќерка, а имавме и уште едно дете, кое што тешко се разболе и почина, тоа беше Владо, а сега, еве, живееме со синот Наум, кој заврши економско училище и е вработен, а ќерката заврши Благовесна Фортумарова, сега Милеска, заврши медицински факултет, специализира интерна медицина, потоа магистрира кардиологија и сега е во кардиолошко работи како лекар. Задоволен ли сте од животот? Како гледате на животот? Сметате ли дека можеше да биде поинаку или... Искрено да речем, сепак јас благодарен сум и од овај живот. Вака, имало судбини тешки. Сум преживеал тешки моменти. Нарочито ме засегна многу со првата рожба, синот Владо, кој тешко се разболи и почина. И тоа ти е судбина. И еве, јас се завршувам 77-та година, ја завршувам овај месец. Тоа е животот. Животот има и добри и тешки моменти. Ali човек и нашиот македонски народ е склон да издржи се. Тоа е животот. А јас сум сепак задоволен. Тоа е животот. И треба човек да биде спремен на се. Која беше првата официјална рожба која се појави во јавноста, токму подпишана со вашето име и презиме и каде? Уште како учител, уште како наставник, ми дојде наум нешто облагородено да напишам, али доста возбудливо. И то напишав еден расказ о племенување на крувчето. Го напишав тоа така дека едно внуче, гледајќи го својот дедо, како ги оплеменуват, ги калеми дрвчињата, го гледал и посакал, му рекол, дедо, дај и јас нешто да направам да калемам. Стариот дедо му рекол, внучко, прво треба да ти кажам како, што, како се држи остриот нож, па гранчето за оплеменување да ти објаснам како треба, каде и шо да пресечеш и да врзиш после. Добро рече, кажи, детето се го посматрал и практично како работи и шо прави и најпосле и ова мало дете, едно 10 години, узел ножот и едно диво крувче го пресекол. Па го топмел, го кроел, го залепил, го врзал, го намачкал со калемарски восок и чекал. Постојано детето одело во градината да види што е и како е со оплеменувањето, со калемчето. Дошли и првите пролетни мразеви некој. Детето одел и со срцето го топлел калемот и крувчето мало. Како тоа да успе и да се зафати. И после еден ден кога отишол, кога го посетил, видел некои пупки на новиот калем, како жар дојдени. И толку се израдувал и трчал кај дедо му и кај домашните му, рекол, јас научив да оплеменувам и диви крувчиња и јаволчиња. Овој расказ за деца го објавив во едно детско списание излегуваја, другарче. Го објавија и јас
малку сепак сме возбуден. Затоа и што требало, нешто од душата треба да излези и да се опише душевната состојба и тогаш ќе види расказот вистинско нешто привлечен и убав. Тоа е и школата. Беше може кон 65-та година дори, да не беше далеч дата. Што потоа следуваше кога се окураживте, кога видовте дека и бахве бива, односно се потврдивте веќе дека може да помиѓа на што вие го пишувате? Животниот порив на ова прикажување од старите раскажувачи, од соседот, стариот раскажувач, Вангел покој, од мојата стара бабата. Многу убави работи прикажуваја и осетив дека треба нешто душевно да се прикаже. И ете, после сето тоа, работајќи во просвета, во тие времења никој не можеше да објавува. Јас се нафрлив на просветен работник и тамо пишував раскази, цртички. Колегите ме осмелија, рекоа дека тие многу. И од редакцијата ми бараја нови написи. И така тоа почна. Во тоа време никој ништо не можеше да печати книга. Некој цензури имаше или не даваја на секој. Предпазливост голема беше. Меѓутоа, поривот на прикажувањето на мојата покојна стара баба ми прикажуваше за Прличев и за тоа дека седел пред својата куќа и тоа болен, беден, со антерија од Саранџа, тоа е некоја косно-зглобна болест. Тоа чек беше пребогато со сеќавања, со оно што сте го слушале, ве натера да го напишете и првиот роман, така? Тоа е Прличев Горд Самјак. Прличев Горд Самјак, 93 година по повод 100 години од смртта на Прличев. Во издание на Радио Охрид. Радио Охрид, да. Јас бев многу изненаден кога го издадов. И во весникците одма на Нова Македонија објавија извадок, кој што мене многу ме осмели, ме окуражи и така продолжи понатака. Во две реченици споменавте за Прличев, зошто Горд Самјак? Од она што луѓето го прочитаа насловот, оние што добро го познаваат јазикот, рекоја веднаш дека што да има напишано внатре не е битно, може, иако е многу битно се што има во меѓу страниците на оваа книга, али Горд Самјак најмногу одговара. Самјак е витален човек кој сам може се да стори. Тоа го правеше и можеше да го направи за тоа време Григор Прличев. Вистински Самјак беше да се бори со сите предизвици и непријателства. Втората книга е Бомба во рајот, во издание на Македонија Прима и издавачот Паско Кузман ги разгледа расказиве, рече убаво и наслов ќе го ставиме, рече Бомба во рајот, еден наслов од расказите е. Ова е метафора на денешниот и живот и денес, актуелни за тука е и расказот Ликвидација. За овој расказ имам добиено 3-та награда на Нова Македонија, Скопје, кој што исто така ова награда и ова признание ме потера, ми даде импулс. Пишувам понатак. Тој расказ е објавен во, како 3-та награда, во списанието Лик. И еве го, ова е во 87 година. 87 година. Ве одбегнува или ви доаѓа наградите, иако доста повозрасен и како личност, и како зрела фигура, и како зрел автор? Не ми беа толку битни, меѓутоа на сатисфакција.
сатисфакција и една проверка на квалитетот. Да. И исто така ми беа печатени раскази и во други вестници и списанија. Имам добиено награда во Просветен работник за најдобар расказ. И тоа беше тој расказ награден. Ова е пак и расказ. Година на спокој, објавен во Охридското списание за литература, уметност и култура, Далги или продолжение на некогашното Спизалите. Да, тоа беше еден совршен расказ и метафора на животот и негативностите во нашето секојдневие. Пишувате ли денеска нешто ново? Очигледно овие пензионерски денови минуваат убаво, спокојно, ама мора нека еднаш автор и секогаш автор. Точно е дека јас не можам да се откажам од пишувањето. Не можам. Осеќам дека немам таква виталност ко некогаш. Меѓутоа се обидувам или чекам момент нештото да го објавам вака, пак прозно и пообширно. Секако дека работам и понатака и се надевам дека ќе има уште нешто да објавам. Се разбира во проза. Што ќе е тоа? Па нека остане за тајна, бидејќи не знаеме времињава што носат. Од ден на ден се поголема криза станува. А инаку е пак поврзано со Охрид, со културата, духот охридски. Пролетта на една генерација ќе прочитаме еден извадок од Амак Прес, Охридски новини, во кој се говори за промоцијата на книгата Всушност Пролетта на Живко Чинго, која и премалку ја споменавме, говорејќи за вашето творество. Тоа е вашето последно дело? Последно дело е романот Пролетта на Живко Чинго, отпечатено е нормално, и тоа ми е доста вредно дело и популарно, и секој сака да го има и барат. Па дури и од други градови ќе дојдат, слушнале за тоа, за тој роман, и прашат зошто даде таков наслов Пролетта на Живко Чинго. Насловот Пролетта на Живко Чинго е досега никој не го имате објавено детството и младешта на Живко Чинго. А друго, Пролетта на Живко Чинго е тоа што тој внесува некоја пролет во македонската литература. Тоа е всушност асоциацијата. Господине Фортумар, Охрид неизбежен нормално за нас охриѓаните секогаш и во секој миг, и дори кога сонуваме, и дори кога спиеме, и кога сме будни, пак како да сонуваме, и секогаш и каде и родиме, пак му се враќаме. Што за вас представува Охрид како град, како простор? Навистина ли е толку убав како што ние сами се занесуваме и велиме дека е најубавиот на светот? Погледнато е со очите на еден писател, творец. Ние може не знаеме да си го цениме својот Охрид. Меѓутоа Охрид е вистински бисер на Македонија. Олтар на словенството. Охрид е поврзан и како царски град, престолнина. Од Охрид писменоста тргнала и во Русија. Од Охрид, од Охридската книжевна школа, тоа нешто е бисерно, нешто диамантски е. Познати слависти рекле дека кирилицата, словенското писмо, што потекнува од Охрид, тоа е Македонија. И признават дека нешто вредно, светско се случило во Охрид. А тоа е Охридската книжевна школа и Климент. Климент е чудотворец и заштитник и за него со векови има стои името, а и ќе постои.
Поминавте многу генерации ученици во основното училиште Братство Единство, со дел од нив и ден денеска се гледате. Која беше вашата порака до сите оние кои што ги учевте, на кои им садувавте љубов кон македонскиот литературен јазик? Со каква енергија тоа го правевте и сметате ли дека успеавте во животот да изградите позитивни личности, оно колку што и тие самите ќе посакаа да го попримат оно што професорот, наставникот Коста Фортумар им го предаваше? Јас да не испани дека се фалам, меѓутоа многу возрастни денеси доктори што станале, инженери, со задоволство ќе ме сретнат, сакат да се поздрават, да ме прашат како сум, што сум. А јас со сиот жар, умење, умешност, сакав нешто да им пренесам, да им дам, што ќе им користи во живот. Јас предавав македонски јазик, односно граматика, да го научат јазикот. Имаше еден интересен случај, кој што го прикажуваат некои ученици. И ми речат: професоре, се сеќавате на еден случај? Кој случај му е? Филјан рече ученик, го прозивавте по дневникот. Тој стана ученикот да рече ја. А вие рече му рековте седи и му напишавте негативна оценка. Зошто тоа така? Јас му велам дека се сеќавам. Се сеќавам, многу убаво се сеќавам. Меѓутоа, тоа беше еден блеф мој само. Меѓутоа, не му ставив слаба оценка, само во воздух нешто направив, некоја гримаса, пишувајќи нешто, не му ставив. Како да пишуваме? И учениците сите во целиот клас, збивот на сите им застана. И ние помисливме дека рече му ставивте единица, слаба оценка. А со тоа вака не натеравте да ние озбилно ја сватиме работата и да го совладуваме литературниот јазик. Меѓутоа, во животот има и во работата има секакви работи. Некогаш и ние сме грешили. И некогаш и децата, некогаш и наставниците се од месо и крв и така. А инаку, предавајќи, најубаво ми било да предавам некои интересни раскази, четива да прикажам. И со сета умешност, сета убавина, сакав најубавото да го истакнам и то нешто ко приредба да му биде, ко забава, ко задоволство и со тоа сакав да му внесам љубов на учениците кон книгата, кон убавото, кон уметноста. Така беше. И бев многу бев задоволен. Некои ученици често добивавме и награди. Награди добиваја учениците, одевме на надпревари и то сето имаше позитивна смисла. И бев и рецензент на читанката за 8 оделение. Од Скопје ме повикаја тамо да дам своje мислење за читанката за 8 оделение, што беше. И тој беше неголема сатисфакција за професијата. Секако рецензента видиш и тоа вреди, значи те ценат, значи си внесен во уметноста, треба тука во читанката да има уметнички материјали, четива, раскази. За мене беше едно задоволство и секако признание. Има ли, јас знам дека има, но професионално може би не, но за душата во вашето семејство која наследува дарбата, опишувањето, тоа е ќерка ви, ако не се лошам. Мојата ќерка многу ја сакаше литературата. Многу ја сакаше литературата и многу сакаше да ја упатам, да разговарат со мене. Често
на разни конкурси конкурираше, работаше и имаше маса во списанието гимназиско, секој за време нејзиното школување, во секој број имаше нејзина песна. И кажував дека треба да има нешто метафорично, нешто убаво, стихот и се то така. И кој ќе правеше писмени работи, е подучував. И ќе речеше на крајот, таа сама ќе се концептираше, ќе направеше. И сега ќе речеше, кажи сега ти за крајов некоја убава мисла. Па се е убаво. Не, ти. И јас морам сега прво да разгледам што е пишувано, па да го средиме и евентуално да, и ако најдевме некоја, и та беше задоволна од тоа. Имаше добиено и втора награда на републички конкурс за Кочо Рацин. Но сепак не ја одбра литературата како животно предобра, туку медицината. Точно е дека јас настојував да оди на филозофски факултет, да оди на книжевност, меѓутоа та не рече медицина. Јас не сакав да бидам тој што ќе биде, што ќе ја одлучи иднината. Имате ли максима во животот или филозофија по која се движите, по која живеете, по која творите? Секогаш секој едно будење представува прво здравје. Да има човек и во фамилијата да се сите добри. Шум има здравје, ќе има и среќа и убавина. Покрај ова размислувам дали уште нешто ќе можам и имам желба да издам, за кој ја ангажирам и фамилијата, технички некако да ми помогне. А исто така одмор, а најдобро се одмарам да одам во една мала своја градинка што ја одгледувам, во близина овдека е, Лескајца, каде што имам тамо неколку јаболкници, неколку черешни, вишни, сливи. Секогаш сакам секоја година нешто ново и јас да посеам, да посадам и да видам како тие напредуваат, а најдобро би било и кога внучињата ќе ми се здрави, живи и весели, некогаш во лето и ги носам. Тамо тие се радуваат многу. Тоа е градината од дедо, ќе речат. Колку внучиња имате живи и здрави? Па еве од ќерката сега и второ добивме, Машко, Виктор. Предходната веќе 4 години има од ќерката. Таа е многу интересна, жива, зборлесто, весело. Тоа е смислата на животот, внучињата се најбитни. Јас благодарам, ви посакувам пријатни пензионерски денови и уште многу музи, за да можете да го пишете Охрид онака како што вие го гледате и го чувствувате. Ова интервју ќе остане за генерациите кои што ќе дојдат по нас, за оние кои што можеби ќе прашаат кој бил, што бил Коста Фортомар, за да знаат во кој време тој живеел, што творил, што напишал и што оставил зад себе. Благодарност. Фала многу.